Битола, Новаци, Могила, Демир Хисар и Ресен се 5 општини кои по закон и годишна програма се штитат од комарци преку активноста на Центарот за јавно здравје од Битола. Пред крајот на летото сме и веќе е во тек третата фаза од спроведувањето на дезинсекцијата, со што комплетната заштита од комарци за годинава завршува. Останува од понеделник да отпочнеме последната фаза, во општина Битола. Малото закаснување се должи и во останатите општини на неповолниот временски период кој го имавме, со дождови, знаете, со поплави, со многу нестабилно време, кој не погодуваше за третирање. Не дека во тој период комарците ги нема, меѓутоа навистина беше неадекватно и не целисходно да се изврши тој третман во период кога неизменично имаме дожди и сонце. Центарот за јавно здравје изврши комплетно прскање и во поплавените региони во Скопско како превентива, но и против појавата на јазлеста кожа во Пелагонискиот регион. Такво третирање направивме и со Зик Пелагонија, со наш интерен меѓусебен договор, како превентива на болеста на јазлестата кожа, која има во одредени околни места на нивните фарми. И тоа го спроведовме. И да кажам дека се тоа има навистина ефект, комплетнава фаза, и ларвицидниот и другиот овид, и другото третирање во однос на дезинсекцијата. Зависно од времето се одредуваат фазите на третирање, односно дали е суша или не, но ларвицидното е најефективното. Има години кога тие фази можат да се зголемат или да се намалат. Не во секој случај да се зголемат. Така беше во Србија своевремено поплавите кога така беше минатата година кога имавме 4 фази тука во регионот со поплавите. Да напоменам за една друга работа, за ларвицидното третирање, за ларвениот облик на комарецот. Тоа е многу битна работа која со многу општини се надмудруваме во она дали треба и зошто е корисно и како е корисно. И тоа сите ја сватиле таа потреба. Јас напоменувам дека многу е битна таа борба со ларвениот облик, да не би се излегле зрели јадинки. Тоа се апсолутно заштитени со еколошки препарати, нема никаква проблематика ни по рибниот фонд, онаму каде што има езерски води или рибници и така натаму, нити со останатата флора и фауна во тие делови каде што се третира. Заради континуитетот на спроведување на дезинсекцијата во земјава, немаме некои поголеми проблеми со заболувањата кои ги пренесуваат комарците. Вест Нил и маларија во земјава како импортирани случаи постојат, но се ретки.